Останете здрави во свет што боледува е насловот на ова наше предавање. Болеста, почитувани гледачи, не само што го исцрпува телото, туку го уништува и нашиот ум. Кога сме болни, многу е полесно да бидеме обесхрабрени, па дури и депресивни. Дали некогаш сте биле болни една седмица? Како сте се чувствувале на крајот од седмицата? Што ако болеста трае 2 седмици? Пациентите заболени од пандемијата COVID-19 зборуваат за огромни физички симптоми, вклучително и висока температура, проследена со треска, интензивни болки во мускулите, постојана кашлица, отежнато дишење, болки во грлото, силни главоболки и секако замор. Една жртва еве што изјавила: се чувствував како да се давам. Друга додава: ноките беа ужасни. Температурата се зголемуваше. Моето тело гореше, потоа наеднаш се тресеше од студ. Но најлошо од се бев крајно осамена во изолација. Една од главните последици на ова пандемија е дека вирусот е толку заразен за луѓето што често мора да се справуваат сами со својата болест. Нивните најблиски не може да им пружат потребна нега, не може да ги посетат. За жал, некои луѓе почина во самените болнички соби, одвоени од своите семејства, од своите пријатели, од своите најблиски. Многу е тешко да се поднесува и да се трпи коронавирусот. Таа опака болест во напредната фаза цели 2 седмици, но како што сме болни 12 години. Замислете да боледуваме од некоја болест повеќе од 12 години. Како би било да живееме во постојна болка, да ве сметат за отпадник, а да бидете отфрлени и одвоени од вашето семејство од година во година? Во Евангелието според Марко, почитувани гледачи, тој известува за еден настан поврзан со една жена која страдала од својата болест не една недела, не еден месец, долги 12 години. Еве го текстот. Една жена што страдаше од краварење 12 години. Марко 5 глава 25 стих. Мачена од болест која незиниот живот го претворила во затвор. Тоа било нешто страшно. Таа постојано краварела. Незината облека била сета извалкана. Откривајќи ја бедата во која се наоѓала, Марко тоа го кажува. Била уморна, истрошена, исцрпена. Повеќе не можела да ужива во прегратките на своите најблиски. Таа веќе не можела да гушне дете или да држи некого од своето најблиско обкружување. Била крајно обесхрабрена, депресивна и очајна. Сакала да биде здрава, копнеела за исцелување. Насекаде барала лек, но ништо не ѝ помогнало. Евангелието според Марко, почитувани гледачи, ја продолжува ова приказна со овие зборови: и претрпела многу од мнозина лекари. Потрошила се, сите своји пари ги потрошила. Токму тие што требало да ја помогнат и нанеле поголема штета. И претрпела многу од мнозина лекари и си го потрошила целиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза, туку и стана уште полошо. Лековите што ги нуделе, само уште повеќе ја повредувале. Ја потрошила својата тешко заработена заштеда на нивното надрилекарство. Таа не само што била очајна, туку и крајно безнадежна. Не била само обесхрабрена, туку и целосно потиштена. Темнина ја исполнила низината напатена душа. Потрошила пари на така наречените лекари за да и биде уште полошо во животот. Потоа го запознала големиот лекар, Исуса Христа. Текстот вели дека голема толпа на луѓе оделе со Исуса. Одел полека Исус по тесната карпеста патека, а толпата луѓе се туркале од двете страни на патот. Кутрата жена се едноставно прашувала дали воопшто може и таа да дојде да се доближи до Исуса, за да го замоли да ја исцели. Тој исцелил многу други луѓе, дали и неа ќе ја излечи. Евангелието по Марко го открива низиниот очај со овие зборови: ако се допрем само и до неговата облека, ќе се спасам. 28 стих во истата глава.
Евангелието според Марко, односно според Лука, исто така го бележи овој настан уште подетално. Евангелистот Лука бил лекар и ни открива кои неверојатни детали во неговото Евангелие какви мисли имала самата жена. А ниеден не можеше да ја излечи. Зборот излечи што се користи во овој библиски пасус има свој корен во зборот терапија. Немало терапија за неа. Напрезен бил секој нејзин обид. Исус бил нејзината последна надеж за помош. Ако не може тој да ја помогне, таа е осудена на живот со постојана болка и неизлечива болест. Читајте го Евангелието според Лука, читајте го тој настан, почитувани гледачи. Таа почнала, вели текстот, да се пробива низ толпата, верувајќи дека ќе биде исцелена ако само го допре работ на Христовата облека. Таа барала нешто што ќе помогне да се исцели. Таа тргнала по лек и потрошила се што имала за да најде некој магичен лек. Низиниот одговор е типичен за многу луѓе денес, кога се соочени со некои тешки болести. Тие очајно сакаат да најдат нешто, што било само да се исцел. Било што, само да најдат лек. Секој пациент сака нешто што би ја излечило неговата болест, нешто што ќе му донесе олеснување. Очајно сакала лек, било да е тоа апче или некој друг вид лек, за да го реши проблемот. Модерната медицина се фокусира на диагностицирање и лекување на болестите, но Исус се фокусира на нешто повеќе, многу повеќе, почитувани пријатели. На крајот, вели текстот, таа успеела да се доближе, да се пробие меѓу двајца луѓе кои се тискале околу Исуса и накратко го допрела самиот рап на неговата наметка. Во тој допир е насочена целата нејзина вера во нејзиниот живот. Господ ја знае разликата меѓу допирот со вера и туркањето на мноштвото. Во нејзиното тело влегла исцелителна сила. Болеста ја снемало. Таа била чудесно излечена. Тогаш Исус и упатил извонредна изјава на оваа жена. Еве што кажал Исус: "Керко, твојата вера те спаси. Оди си со мир." Таа не е едноставно отфрлена жена. Таа едноставно со вера се излечила, почитувани гледачи. Таа е Божјо дете. Исус ја нарекува своја керка. Тој ја охрабрува со зборовите: "Твојата вера те спаси, керко." Зборот спаси во ова смисла е употребен повеќе од 100 пати во Новиот Завет. Исус ја прогласува ова жена повторно дека е здрава. Низината вера се фатила за реалноста на неговото божество. Во својата љубов, тој ја открил својата милост на ова очајна, безнадежна жена и ја исцелил. Таа била физички, психички, емоционално и духовно здрава. Тоа е дело на Исус, почитувани гледачи. Исус се грижи и за нашето целосно здравје, затоа што сака и грижи се за нас и за сите наши потреби. Тој сака да го живееме животот во сета негова полнота, во овој свет на болести, страдања и смрт. Преку Евангелието, Исус сака да ја обнови сликата на човештвото за него. Обновата вклучува физичко, ментално, емоционално и духовно исцелување. Во Евангелието според Јована, во 10 глава, во 10 стих, Исус го открива својот план за секој од нас. Еве што пишува: "Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие." Ѓаволот сака да го уништи нашето здравје, а Исус сака да го обнови. Ѓаволот сака да не обесхрабри, а Исус сака да не охрабри. Ѓаволот сака да не собори, Исус сака да не подигне. Ѓаволот сака да бидеме болни постојано, Исус сака да бидеме здрави секогаш. Исус е заинтересиран за целокупното битие. Тој сака да бидеме физички здрави секако и ментално будни, емотивно стабилни и духовно силни.
Ова е особено точно во светлината на неговото скорешно враќање. Овој свет се соочува, почитувани пријатели, со огромна криза. Во Евангелието според Матеја во 24 глава и во Евангелието според Лука 21 глава Исус лично зборува за катастрофалните услови на земјата пред неговото враќање. Овие настани ќе навалат на светот како огромно изненадување за оние кои не се подготвени. Апостол Павле ја истакнал потребата за целосно здравје во светлината на вечноста со следните зборови. А сам Бог на мирот да ве освети наполно во се и целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Прва посланица до Солуњаните, 5 глава, 23 стих. Зборот дух оде се однесува на став или чувства. Понекогаш и денес можеме да кажеме таа има благ дух или тој има избувлив дух. Зашто зборуваме овде, почитувани пријатели? За став или за емотивниот дел на една личност? Зборот дух во овој пасус зборува за духовната природа. Тоа е дело од нашето битие или дел од нашето битие кое тежне кон Бога и вечноста. Телото во овој пасус е очигледно нашата физичка природа. Исус се труди секој дел од нашата природа да биде посветен или свет, преку силата на Светиот Дух. Апостол Павле ја потврдува оваа мисла во своето послание до римјаните, кога вели: браќа, во името на Божјото милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши во жива жртва, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој свет, туку преобразете се со возобнување на вашиот ум, за да можете да испитувате и сознавате што е волјата Божја, што е добро и благоугодно и совршено. Римјаните 12 глава, 1 и 2 стих. Дали забележувате, почитувани пријатели, дека апостолот ја нагласува целата личност? Тој зборува за нашето богослужение, за нашето тело, за нашиот ум. Грижата за нашето тело е дело на интелигентно богослужение. Конечно, нашиот Создател не создал со начинот на кој се грижиме за нашето тело. Ние го прославуваме токму Бога преку нашето тело. При создавањето Бог ги обкружил Адам и Ева со сите елементи неопходни за најдобро здравје. Жубореле реки и бистри потоци кои ме обезбедувале чиста вода. Имале овоше, јаткасти плодови, житарици и некои видови зеленчук растеле во изобилство. Природната храна дадена од Бога била полна со цели хранливи состојки, односно материи. Кога нашите први родители вежбале под топлите зраци на сонцето, дишејки свеж и чист воздух, нивното тело останало здраво, како тогаш кога биле за прв пат создадени. Вечерите носеле свежина, а секој ден бил проткаен со неговата љубов и грижа. Во седмиот ден, саботата, тие влегувале во подлабока заедница, во подлабоко искуство на доверба со тоа што му служиле на својот Создател во посебен ден што го посветил, односно го одвоил за служба. Нашите први родители живеа во свет без стрес, потешкоти и болести. Мирот и среќата чекореле по земјата заедно. Нивните срца биле исполнити со љубов кон Бога секако и еден кон друг. Божјата намера да ги откриеме едемските начела што ќе го водат нашиот живот денеска. Создавањето не било само едноставно Божјо дело пред повеќе илјада години. Тоа бил модел за нас како да живееме и ние денеска, почитувани пријатели. Бог не е заинтересиран само за нашето духовно здравје. Тој е заинтересиран и за нашето физичко и емоционално здравје. Постои тесна врска меѓу физичкото и духовното здравје. Апостол Јован тоа го сумирал со следниве зборови: возлюбен,
се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што е и добро на душата твоја. Трето послание до Јована, 1 глава, 2 стих. Науката, драги гледачи, потврдува дека ние сме целокупни човечки суштества. Во последните 25 години интересот за концептот на целокупна грижа за човековото здравје е зголемен. Светската здравствена организација, која во 1948 година го дефинирала здравјето како состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, сега ја препознава потребата од четвртата компонента, а тоа е духовноста, како важен здравствен фактор. Од 2010 година спроведени се над 2000 истражувања за влијанието на религијата врз здравјето на луѓето. Зголеменото мнозинство научни докази ја потврдуваат точноста на библиското учење за здравјето. Дегенеративни болести, кои се резултат на погрешни животни навики, рапидно се зголемуваат. Срцевите заболувања, мозочните удари и карциномите се наоѓаат на врвот на листата смртоносни болести, кои пред време ги скусуваат човечките животи. Што велат повеќето од овие научни студии за здравјето? Како што не упатува истражувањето, еве кои се тие податоци, односно извештаи. Еве 3 посебни области каде што верата може драматично да му помогне на нашето здравје. Број 1. Верата ги води луѓето кон подобри здравствени извори. Религиозните луѓе, кои се длабоко поврзани со Бога, го избегнуваат пушењето. Тие не конзумираат алкохол или штетни дроги. Тие повеќе вежбаат, се хранат поздраво и внимаваат на одморот. Кога луѓето веруваат дека Бог ги создал и дека нивното тело е храм на неговиот дух, и нивните здравствени навики се попозитивни. Таквите луѓе, тие едноставно се водени од зборовите на апостол Павле кој вели: и така било да јадете, или да пиете, или нешто друго да правите, сето тоа правете го за слава Божја. 1 Коринќаните 10 глава 31 стих. Луѓето што веруваат во Бога стануваат посвесни за своето здравје и избираат да живеат поздраво. Може би се прашувате кои се некои од овие здравствени избори и како можете да го подобрите вашето здравје. Универзитетот Харвард неодамна спроведе голема студија за тоа кои здравствени навики може да им помогнат на луѓето за да живеат подолго. Еве, ќе ви прочитам, почитувани пријатели, ќе ви пренесам што тие откриле. Ако се придружувате до 5 здравствени навики, можете да го едноставно да додадете 10 години на вашиот живот. Еве едноставни навики кои може да го зголемат и вашиот животен век. Прво, здрава храна. Второ, редовно вежбање. Трето, одржување на здрава телесна тежина. Четврто, воздржување од алкохол и пушење. Ако се придржувате до овие навики во вашиот живот, едноставно ќе си зголемите уште 10 години, ќе си додадете на вашиот животен век. Според ова студија, односно според новата студија од школата за јавно здравје Харвард, едноставно тие тоа го насочуваат. Ова една друга студија која траела речиси 30 години, истражувачите открили дека американците кои ги следат овие правила имаат 82% помали шанси да умрат од срцеви болести или заболувања, а 65% помали шанси да умрат од рак, отколку оние кои не се придржуваат до здравите навики. Да ги погледнеме сега подетално овие градители на нашето здравје. Не се тешки, можеме сите да ги спроведеме во нашиот живот. Еден од клучните проблеми за коронавирусот и сите други болести е заекнување на нашиот имунолошки систем.
Imunološki sistem je kompleksna mreža na kletki i proteini koji go branat naše telo od infekciji i bolesti. Ako izgradite silen imunološki sistem, ne samo što go namaluvate riziko da se razbolite, tuku i ako se razbolite, simptomite će biti mnogo pomali, a bolest će traje mnogo pokratko. Nema garancija deka neko od nas nema da se razboli. Site može da se razbolime. Sjepak postoje načini da se zaštitime i da go izgradime naš imunitet. Prvo, jadete zdravo. Što znači to jadete zdravo? Ishranata je ključna kaj sekoja bolest, kako prevencija i kako pomožvo lekovanje to. Naprimjer, ovošeto i zelenčukot, kako i integralni žitarki, go namaluvat v uspalenijeto i zajaknuvat funkcijata na krvnite sadovi. Rastitelnata hrana je polna so zdravi zaštitni fitohemikaliji koji gi neutralizirat tije stresovi koji se slučuvat vo naš vsakodnevni život od infekciji i druge bolesti vo telo to. Tije gi namaluvat jednostavno tije vospalitelni procesi i go podobruvat zdravjeto na krvnite sadovi za da go obezbedat potrebniot protok na krvta. Životinskite proteini sodržat vospalitelni substanci koji go uništuvat naš imunološki sistem na telo to. I zato, počtovani gledači, rastitelnata hrana, ključovajki gi gravot, mešunkite, salatite, zelenčukot i ovošeto se kako gradežni blokovi koji proizveduvat substanciji koji im pomagat na krvnite sadovi svojata rabota da je izvršuvat najdobro. Zato ovje raboti koji gi priporačuvame da gi koristime vo našata ishrana. Isto taka, možeme da preporačame i druge rabote, na primjer bojite na vinožitotovo vašata činija, za da budete sigurni deka gi imate site zaštiti hranljivi materiji vo vašata ishrana, kako prevencija i kako zamjena za lekovi dokoliko se razbolite. Se razbira, izbjegnovajte go šekerot, zadolžitelno. Videjki beli od šekerja na malova rabotata na belite krvni zrnca, koji pak se neophodni vo rabotata protiv tugite tela vo naše to telo. Vtoro, pijte mnogo voda. Vodata go štiti teloto od dehidracija, dovedovajkija energijata vo sekoja kletka, za da može da se bori vo najdobrata forma. Spored toga, vodata je najvažniji element za podobruvanje na imunološki sistem. Zato pijte mnogo voda. Koliko može bi, ke se zaprašate? Najmnogo 8 čaši dnevno. Drug način da proverime da li zejame dovoljno voda je da imame barem jedno celosno prodzirno mokrenje dnevno. Pogrijte se da pijete voda do 18 časova, za da ne bi se prekinova sonot. 3. Dišuvajte dovoljno svež vozduh i jednostavno vežbajte. Vežbanje to je podjednako važno. Vi preporučujeme da vežbate nadvor sekogaš koga ste vo možnost. Lugito koji odat brzo najmalku 5 pati sedmično po minimum 30 minuti dnevno imat podobro zdravje i živjat podolgo od onije koji ne vežbat i koji ne odat vo priroda. Vežbanje to je suštinska pomoć za prevenciju od bolestite. Sekoj den izlezete na svež vozduh, dišete dlaboko i odete so krnata glava i blago povlečeni ramenici nanazad. Ako živete vo grad, obidite se da šetate vo park, kada što ima zelenilo i drvja. Najzdravo je da se vdišova, nezdravo je svekako da se vdišova zagaden vozduh od izduvnite cevki na automobilite, vo prometnite i zagadene ulici na našite prepolni gradovi. Zato ubovo da odime vo priroda. Drvjata i rstenijata imat živototvorni svojstva koji će go izgledat naše to zdravije. Dišuvajte dlaboko koga ste vo šuma, vo priroda. To je ubava sredina i izleguvajte na sonce. Sunčevata energija je priroden izvor na vitamino D, koga umereno je apsorbirame sunčevata svetlina. Možeme da go zajakneme naš imunitet so zajaknuvanje na vitamino D.
Ова може да се постигне со 15 минути сончево сончање секој ден. Четврто, одмарете се доволно. Еден од принципите што Бог ни ги дал за подобро здравје е одморот. Кога сме болни, нашето тело најбрзо закрепнува кога одмараме. Дури кога мислиме дека сме закрепнали од некоја болест, подобро е да бидеме внимателни и да си дадеме уште неколку дена на одмор. Ова е посебно важно, почитувани гледачи, во случај со коронавирусот, бидејќи не знаеме точно кога целосно телото ќе закрепне. Генетскиот материјал од вирусот може да остане во ноздрите до 4 недели. Одморот е важен дел од секој добар здравствен план. Затоа земете си време за одмор. Сушност затоа Бог ни го дал и седмиот ден, саботата, како ден за одмор од животните стресови. Пето, избегнувајте тутун, алкохол, штетни дроги и субстанци кои предизвикуваат зависност. Пушењето цигари предизвикува смрт, која може најлесно да се спречи во овој свет. Причината од пушењето е за стотици илјади смртни случаеви секоја година. Тоа е најголемата ризична причина за срцеви заболувања, рак на белите дробови, диабетис тип 2 и многу други болести. Го слабе нашиот имунолошки систем, предизвикува заболување на непцата, го зголемува ризикот од неплодност и предизвикува згорчување на крвта. Алкохолот е најголемата причина за прерана смрт. Значи, предизвикува некои видови на рак, срцеви заболувања и оштетување на црниот дроб, исто како и тутунот. Тој исто предизвикува зависност. Прекомерната тежина, односно прекомерното конзумирање на алкохол доведува до депресија, многу ненамерни повреди, вклучително и собрекајни несреќи. Заклучоците од една неодамнешна британска студија објавена во добро познатото медицинско списание Lancet со многу јасни извештаи се запишени и кажува, вели дека алкохолот е огромен здравствен проблем. Главниот лекар на Обединетото кралество открил дека не постои безбедно ниво на конзумирање на алкохол. Еден голем проблем со алкохолот е тоа што влие на фронталниот лобус, каде што е центарот на совеста, разумот и мислењето. Тоа влие на нашиот процес на донесување на одлуки. И затоа Светиот Дух знаеме дека комуницира преку нашиот фронтален лобус и не наведува да донесуваме позитивни животни одлуки, целосно да го разбереме Божето Слово и поцелосно да ја согледаме неговата вистина. Алкохолот, почитувани, го спречува овој процес и на овој начин ние сме помалку чувствителни на Божјата откриена волја. Иако можеби нема да можеме да избегнеме да бидеме болни, можеме да го оставиме нашиот имунолошки систем во најдобра позиција да се бори против болестите. Можеме да го зајакнеме нашиот имунолошки систем во борбата против болестите. Верата ги води луѓето кон поголем оптимизам. И затоа верата е потребна во нашиот христијански живот. Позитивниот став ни помага да го намала стресот и високиот крвен притисок. Таквите луѓе се порасположени кои имаат вера во Господа. Медицинскиот билтен на Универзитетот во Рочестер известува: ја проучувавме идејата дека оптимизмот води до подобро здравје. Истражувачите ги разгледа резултатите од 80 студии за да ја најдат заедничката нишка, односно да донесат заеднички заклучок. Тие открие дека оптимизмот има извонредно влијание врз физичкото здравје. Студијата ја прииспита целокупната долговечност, преживувањето на болеста, здравјето на срцето, имунитетот, исходот од рак, исходот од бременоста, отпорноста на болка и други здравствени теми. На оние кои беа пооптимисти се чинеше дека им е подобро, има подобри резултати
од песимистите. Пораката е дека позитивниот став може да го заекне вашето физичко здравје без разлика што ве мачи. Еве, тоа бил заклучокот од овие стручњаци, почитувани гледачи. Значи, верата ви помага да имате подлабока доверба во Бога. А таа доверба во Бога ве води до многу поголем оптимизам во животот, затоа што знаете дека Бог се грижи за вас и секогаш ви го посакува само најдоброто. Чувството на Божјото присуство во нашиот живот е физичко и емоционално исцелување. Верата ги води луѓето во црква. Најголемиот систем на подршка и чувство за заедница што придонесува за подобра благосостојба. Универзитетот во Калифорнија, Беркли, во 2002 година објави 31 годишно истражување спроведено на повеќе од 6500 луѓе од Аламеда, Калифорнија. Сеопфатниот извештај еве што вели. Луѓето кои присуствуваат на религиозни состаноци имаат значително помал ризик од смрт во споредба со оние кои никогаш не присуствуваат на ниедно богослужение. Дури ако ги игнорираме возраста, здравственото однесување и другите фактори се на ризик. Оние кои не одат во црква. Луѓе кои одат во црква имаат до 7 години подолго живеат од оние кои не одат во црква. Открили на Универзитетот во Тексас. Истражувачите открили дека очекуваниот животен век се зголемува како што се зголемува бројот на присуствувањето во црква. Оние кои присуствуваат секоја седмица имаат очекуван животен век од 80 и 90 години. Ова е едноставно намалено на 70 и помалце години за оние кои не присуствуваат ниту еднаш на црковно богослужение или пак одат многу поретко. Еве, тоа се тие заклучоци од овие истражувачи, почитувани гледачи. Значи, убаво е да ги посетуваме службите каде што се луѓето собираат и го прославуваат Господа. Божјото Слово ја потврдува информацијата од овие студии. Еве што пишува во Евреите 10 глава од 23 до 25 стих. Таму зборува за ова позитивна придобивка од одењето во црква. И да го држиме исповеданието на надежта цврсто, зашто верен е оној кој се заветувал, и да бидеме внимателни еден кон друг, за да се потикнуваме кон љубов и добри дела, да не ги изоставуваме собранијата како што некои имат обичај, туку да се бодриме еден со друг, и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближуваме до судниот ден. Ајде накратко, почитувани пријатели, да го анализираме овој божествен совет и да го споредиме со истражувањето што го спомнавме пред малку. Нашиот библиски пасус ги охрабрува христијаните да се состануваат заедно и да го прават следново. Да бидеме внимателни еден кон друг. Со други зборови, да се грижиме еден за друг, да се обидеме да ги разбереме животните околности едни со други, да ги разбереме меѓусебните чувства, како што и апостол Павле запишал во посланието до Галатјаните. Тој таму еве што пишува. Носете ги бремињата еден на друг и со тоа ќе го исполните законот Христов. Галатјаните 6 глава 2 стих. Некој рекол, секој што е завиткан во себе си е всушност многу малку пакување. Значи, секој што е завиткан во себе си е всушност многу мало пакување. И тоа е вистина. Заедницата на верните ни дава мог да се поврзиме со другите и со нивните проблеми да едноставно ги носат полесно. Овој став да имаме разбирање за другите е здрав и за оној што го споделува својот живот со другите, а исто така и за оние кои го добиваат несебичното споделување. Под Б. Да ја потикнеме љубовта, да се мотивираме да едноставно се дружиме
да се воздигнуваме еден со друг, заедничкото состанување на богослужение, заедничкото проучување на Божјата реч и заедничката молитва даваат можност да се мотивираме, да се храбриме еден со друг. По два, да се бодриме еден со друг. Нема ништо подобро од зборовите на охрабрување, да се подигне нечiji дух. Црквата пред се треба да биде место на охрабрување и надеж. Како се чувствувате кога некој ќе ви даде комплимент? Тоа ве расположува и ви внесува среќа во вашиот живот. Овие позитивни, здрави мисли се од витално значење за секој од нас. Како да направите позитивни промени, почитувани? Може би се прашувате како можам да направам позитивни промени во мојот живот. Каде да најдам сила да ги променам добрите, здрави, да ги применам добрите, здравите принципи во практика. Се обидував и порано, но не успеав. Клучот за промените да ја обединеме нашата слаба волја со семокната Христова сила. Тука лежи решението, почитувани. Тука е клучот. Може би сме слаби, но тој е силен. Може би сме кревки, но тој е семокен. Не можеме сами, но со него можеме се. Се започнува со нашиот личен избор. Сите промени започнуваат со избор. Колку повеќе изговараме, колку повеќе наоѓаме изговори, повеќе пречки ќе се подигнат во нашиот живот. Ова мисла е добро илустрирана со извонреден експеримент спроведен од една жена биолог. За време на експериментот таа ја ставила ајкулата во голем резервоар и потоа пуштела неколку мали риби внатре како мамка. Значи, ајкула, голем базен и неколку мали риби внатре како мамка. Според очекувањата, ајкулата брзо запливала, ги нападнала и изела големите риби. Биологот потоа ставил силно парче продзирен плексиглас во резервоарот, па направила две соби. Потоа ја ставила ајкулата на една страна, а новите риби мамки од другата. Повторно ајкулата била брзо нападнала, меѓутоа овој пат удрила во плексигласот и се одбила. Тие биле насигурно внатре сокриени. Тој не дозволил да се помести, па продолжила да ја повторува акцијата на секој неколку минути, но безиспошно. Во меѓувреме, рибите мамки пливале неповредени во другиот дел од резервоарот. Конечно, по околу 1 час, ајкулата се откажала. Овој експеримент бил направен десетици пати во текот на следните неколку седмици. Секој пат ајкулата била се помалку агресивна и правила неколку обиди да ја нападне рибата, односно да ги нападне рибите кои биле затворени, додека на крајот не се уморила од удирањето во бариерата и едноставно целосно престанала да напаѓа. Биологот потоа ја отстранил бариерата, но ајкулата не напаѓала повеќе. Ја научиле да мисли дека се уште постои бариера меѓу неа и рибите, па рибите без страв пливале како што сакале. Откако ќе доживеете пречки и неуспеси, почитувани гледачи, во вашиот живот, малкумина од нас се откажуваат и престануваат да се обидуваат. Мислиме дека постојано од пречките се тука пред нас. Како е ајкулата од овој експеримент, веруваме дека бидејќи не успеавме во минатото, постојано ќе бидеме неуспешни. С други зборови, продолжуваме да ја гледаме бариерата во нашиот ум. Иако всушност не постои бариера меѓу тоа каде сме и каде би сакале да бидеме. Кога избираме промена, Христос веднаш ни доаѓа на помош за да го сруши, да ги сруши бариерите и да ни ја даде потребната сила. Изговорите не спречува да ја добиеме неговата сила, неговата моќ. Понекогаш сами поставуваме пречки во нашиот ум. Размислуваме за сите причини зошто промената е толку тешка. Не гледаме можност, но Бог е Бог на можностите. Тој е Бог кој може да најде начин кога ние не гледаме ниту еден излез. Тој е Бог кога ние сме во тешкоти да ни помогне. Невозможното го претвара во можно. Апостол Павле се молил со ова молитва.
a onoj koji според силата што во нас дејствува може да изврши изобилно се, која ќе побараме или помислиме. Немо нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Ефесијаните 3 глава 20 и 21 стих. Што може Бог да направи за нас и со нас? Може да направи се, да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Може би не разбираме како доаѓа промената, но го знаеме ова. Бог може. Може би не разбираме како тоа може да се случи во нашиот живот, но Бог може, почитувани, да не претвори во нова личност. И затоа, за на крај сакам да порачам, почитувани пријатели, да не се обесхрабруваме, да бидеме упорни и да се држиме за Божјето ветување. Господ нека ве благослови.